Конструктивни пораки од премиерот Мицкоски и председателката Силјановска давкова на големиот ден за Републиката 2 август. Во повикот за обединување за националните интереси испратен од председателот на владата од Крушево, се препознава повик за обединување помеѓу сите политички чинители во Македонија, за единствен настап надвор од границите, со заштита на сето навнатре, сметаат дел од експертите. Аналитичарот Александар Ристевски коментира дека само Македонија нема единствен став околу интересите на државата, како што тоа е случај со нашите соседи. Од тука пораката на Мицкоски е вистински чекор во насока за општото добро и јавниот интерес, настрана поделбите и границите, тесните партиски и лични интереси. Бугарската политичка сцена целосно ќе си ги извади очите по сите прашања, но по прашање на Македонија тие се трудат да имаат консензус. Грчката политика, косовската, српската, значи сите соседни држави, кога е прашање нешто што го загрозува јадрото внатре во државата, имаат консензус. Само во Македонија може да се случи политички субјект, дури во иста влада да биде, ќе каже ние имаме таква агенда, гајле ни е за вас. Не може така. Значи, мора да се воспостават некакви минимум граници под кои одстапка нема да има од никој. Во говорот и премиерот и председателката акцент ставија и на условувањата кои стојат на македонскиот евроинтегративен пат. Мицкоски децидно укажа дека новоформираната влада сака интеграција во ЕУ, но не по цена на македонскиот идентитет и погазано достоинство. Додека председателката Силјановска испрати порака до меѓународната заедница за стопирање на непринципиелни услови што постојано се менуваат на евроинтегративниот пат. За Ристевски, со ваквите настапи паѓаат во вода сите предизборни обвинувања дека влада на чело со ВМРО ДПМН ќе изолира државата од Европската унија. Ми се допаѓа тој коментар што токму Силјановска давкова го кажа дека Европа е таа која треба да направи чекор напред, поточно да ни даде своевидна потврда или своевидна гаранција дека сите тие длабоки одстапки кои ние ги правиме, дека ќе испорачаат нешто, затоа што генерално може да се види длабока разочараност и кај македонското население, но и кај политичарите од сите опции. Во фокусот на пораките на државното раководство беа и младите и иселувањето од Македонија. Со иднината на младите не треба да се прави компромис, беше порачано, и колку да е тешко, државата мора да создаде услови за сите македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и други.